Мир вам. Ја озвучуваме оваа книга, која е пишувана пред 30 на години, камерата малку се задрма, која зборува за нашите македонски состојби, за ненаучените лекции, слезена е во дух пишувана, издадена е приватно, видете кориците се правени, лепени, рачно ја правевме. Тогаш имаше се уште цензура и се уште има цензура, нели, во македонскава земја. Не се дозволува да се отвори македонската приказна. Испаѓа дека само ние македонците немаме право на Македонија. 180-та страна не се научени овие лекции, кога Ангелина Маркус, кога пишува тихо, пишува во сите димензии, ги нафрла историските факти, вистините за еден народ ги трупа како неповрзано, како конфузно редење, за да ги проектира врз сегашните состојби и како случајно потоа ги осветлува со зборови, со нивното исконско коренито значење, зборови со сета топлина, со сета разновидна богата содржина. Тоа е од Ангелина Маркус и Ташко Белчев, драги пријатели. Бог да ги прости, зборовите кои ги има во секој негов напис се доста прецизно и точно објаснети, со корените и основите на истите. Оваа книга со сличните примери во наведените надписи представува нешто сосем ново во науката, која и ден денес од страна на МАНУ и Институтот за историја продолжува да биде игнорирана. Ташко Белчев, Орфеј, Горпеј, мискиот цар, еден од основачите на древномакедонската митологија. Ние ги организиравме тие трибини македонците од древнина до денеска. Таму некаде 96-та почнавме и тогаш се отвораше македонската историска приказна. 180-та страна за срамот, значи друм за Македонија, за срамот на драмскиот автор, за мувата и за капата и за председателот актер. Надворе -3, но ме грее љубовта кон Господ Исус Христос и македонскава земја. Драмскиот автор рече дека му е срам. Се срамам да бидам потомок на Александар Македонски, да му бидам потомок на човекот кој си го закла најдобриот другар само затоа што му противречеше. Сигурно мислеше на Клеит, клетоклетиот. Потоа почна да вика дека сме националисти, дека сме го палеле знамето, дека нема никакви артефакти и најнакрај сонцето од Кутлеш го споредуваше со нешто многу вулгарно. Потоа го запрашав, го прашав, го опитав зошто вика и чиј потомок е тој, кои му се предците, од кои не се срами. Од кои предци не се срамиш, бе синко? Молчеше, му го повторив прашањето. Чиј потомок си ти, од кого не се срамиш? На Тито, на Сталин, на Делчев, на Самуил, на Коминтерната на Карпатите, на Ченто, на Лазо К. Чиј потомок си? На цар Самуил, чиј потомок си? Кој не заслужува да се срамиш? Да, македонци мои, драмскиот автор одговори на татко ми. Настанот се случи во бифето на факултетот за драмски уметности, беше некоја премиера или скомрахи. Потоа дојде мувата. Секогаш кога ќе се спомене мувата, се мисли на капата. Си ја има мувата на капата, како например драмскиот автор. А капата може да биде например фес, или шајкача, или титовка, или дуњеранка, или грчката капа преку македонскиот шлем, наусија се вика македонската науши, или пак галичкото кече која Рацин Коста Солев предлагаше да го носи македонската армија. Таму го убија на лопушник. Денови ли се денови, македонски маки големи, роди се човек, роб биди, роди се македонец, роб биди. Некои луѓе ги менуваат капите, но тоа е темата на представата која во парламентот, во собранието ја каже и председателот на државата. Тој рече Чирило Глигоровиќ, потоа додаде Киро Глигоров, па продолжи, односно требаше да продолжи Кирил Глигоровски, и тука може да се додадат и јужните и западните нијанси во името му. Слично е и со капите и со мувите. А мувата не е национална категорија. Ете, например, не може да се рече босанска мува дека е етникум, или за српската мува, или за било која мува дека е етнос, односно едност. Иако можеби во контекстот на капата, таа му припаѓа на фесот.
И така, таа може да биде и муха или да се додаде едно ич и да се преобрази во мухич. Нели слично како некој кој би бил мувовски. Значи, драмскиот автор ја чекаше мувата и претходно се расправила за нејзината полемика за и против македонскиот народ. Ја чекаше мувата и претходно за и против, и затоа кога прозборе со мене почна да вика, се работеше за една полемика, се работеше за Македонија. Бе, доста со таа Македонија. Нервирате ги сичките, бе. Охи македонци, кукуноне македонци, няма македонци, нема тих македонаца, нема ништо лошо да се филозофира или да се полемизира, но филозофијата треба да се проба и во практиката. Во секојдневниот живот, ете, например, во Босна појдете. Дали таму некој македонец кажува како треба да се обновува таа земја по религиската, ѓаволска, сатанска војна? Не можам да се сложам дека без овие или оние ќе ја нема Македонија. Македонија е на македонците. Да не мислите дека е на сите други. Дека сите сме еднакви пред Бога. Тоа е нели нешто општо позната работа и во тој контекст и македонците треба да се еднакви со другите народи, да си имаат своја земја, своја Македонија, историја која нема да се таи, да се прикрива, знаме кое нема да се менува и не дај Боже Исусе на помош, име кое некои граѓаноиди сакаат да го менуваат и е најстаро во Европа. Го смени Кукурајко лажата, сега ги троши вашите пари во Дубај. Но од Исусовата казна не се бега. Не може заради граѓанизмот да се плука врз сопствената приказна. Не е доволно да се рече јас сум на татко ми и да се биде човек. Да, но етникум не. Не може од името на оваа земја, не е граѓанија или таткова земја. Ние сме сите деца на таткото небесен, се разбира. Го оставивме драмскиот автор во кафулето на факултетот за драмски уметности со својата банда. Да се срами од Александар, да се возгордејува од граѓанска Македонија по таткова страна. Исус вели, вашиот татко е ѓаволот, татко на лагата. Додека на македонскиот народ му се случуваат крупни работи, на театарот му падна една чига. Му се скина жицата. Беше тоа на една предпремиера. Во земјата на Шекспир би рекле, никој не е повреден. Откако ќе прашате како помина премиерата. За Македонија не важат правилата. Минатата година на театарот му падна игрите Војдан Чернодрински. Војдане, скрби, утеха, кај ти е. Нели тогаш се зборуваше дека ќе падне еден од директорите, токму на оној театар, кому му падна деновиве таа пуста чига. Не падна директорот, замислете, македонци мој, падна чигата и пукна жицата. Името на представата е Кој прв почна. И 3 точки. Одлично прашање за еден национален театар. Еден од почетоците е оној на македонскиот цар Архелај, во македонскиот свет град Дион во подножјето на Олимп. Во градот имало 2 театри, од кои едниот со подземни простории. Падот како категорија на духот и не е некоја новост. Кој прв почна? Посебно за Македонија. Падот е кога на вистина се нема почеток или не се знае дека се нема. Падот на театарот е кога ќе ви падне Ристо Шишков, кога ќе почнете во Националната куќа 1945 лето Исусово со руски текст Платон Кречат, кога ќе ве нарекуваат српски македонци, кога ќе ви го затвораат театарот како во Кумановскиот случај, ќе ги бркаат актерите на улица. Падот е кога заради религиозни причини ќе ви се случува струмичката забрана Евангелие по Јуда, кога погина Мину Угриновска. Падот е кога во културата се нема средства за премиера. Падот е кога оној големиот театар во наводници кому му падна. Што му падна? Му забрануваше на помалиот театар да учествува на Охридско лето. Чигата му падна. Со истата тема, со истата представа. Падот е кога во театарот ви мириса на дрога. Падот е кога во драмскиот театар се игра народен репертуар. Кога политиката ја дели културата на наша и ваша. Нивна. Во Македонија главен проблем се племенски заедници и партиски. Кога не ви дозволуваат година и половина да ја направите темата на представата, слава ти Господи Исусе Христе, која во македонскиот парламент собрание ја каже и председателот на државата.
Падот на македонскиот театар не е само така речено дека на жицата едноставно и дошло и пукнал филмот на жицата, тоа е процес. И на крајот, зошто не се донесе тој извикан грчки хор? Грчки, ако некого го понижувате да пее на грчки Зорбас во Скопје, исполитизирано до најголемиот пад. Гледајте да не паднете со духот, македонци мои. Исус нека ви намножи. Паднатост, падар на скопската тумба, Језевула, падарина, Јасменија, пади, падишах. Отворете го македонскиот речник и погледнете што се содржи во зборот пад, македонскиот пад. Представата, онаа која во парламентот ја рече председателот на државата, се вика петоимениот Ѓоре. И затоа го молам министерот за култура да ми одговори во контекстот на падот, зошто на театарот која има темата на представата, која неодамна ја спомна председателот на државата, пред пратениците во собранието, година и половина не му дозволува финансиски да ја обелодени премиерата. Нека ми даде пример на кој македонски театар во текот на 1996 лето Исусово, тогаш се случувало тоа, не му одобрил пари за барем една премиера. Денеска комплетно ги укинаа парите на скрби и утеха. Се забранува македонската култура, тоа е, сите македонисти беа тргнати, не им се објавува книги. Јас 20 години не сум објавил книга од Министерството за култура и многу се радувам. Отинеќам од тие нивни валкани пари, крадени пари, лажговци, лижидуши, продавачи и предавници ја продаваат Македонија. Има многу падови, македонци мои. Како, например, кога албанската драма при Театарот на националностите не сака да учествува на Војдан Чернодрински, тие си прават свој фестивал, своја држава, во нашата. Си прават голема држава, замислете. А зошто, например, србите, грците, македонците, црногорците не се здружат и направат една голема држава, па да ги вратат териториите? Ќе биде тоа еден ден. Што си правил, тоа ќе ти се прави. Тоа е Божиот закон. Или падот на списанието културен живот, некултурен живот, кога ја цензурира полемиката со театарскиот пишувач И, кој напиша суд за представа која ја нема видено. Македонци мои, деновиве на еден театар му падна една чига. Му падна пердето. Конечно нешто му се случи на тој бел потемнет замок кој подсетува на пирамида. Ја знаете приказната за израелците и фараонот. Фараонот ќе се удави во Црвеното море, кога тогаш срамно граѓанисување, свето прашање е тоа кој прв почна без пцоста. Значи тоа се тие текстови кои ги озвучувам, кои опфаќаат еден период кога се боревме за Македонија. Па потоа тие кој како ќе дојдеше, не цензурираше помалку повеќе, дојдовме до една состојба. Денеска работам во една духовна театарска категорија, како да кажеш, театар е место за средба со Бог, според Питер Брук. Нели? Театар е патека кон Бога. Теа и атер, место за гледање, место каде се гледа, се соединуваш, значи го имаме ние ти Кокински театар, 1000 години пред Исус Христос, железен театар, каде немало крвни жртви, него духовно се оплодувал, сончевиот зрак поминува низ 2-3 нишани и те осветлува во челото на еден од 4 камени престоли. Потоа го имаме Дионисовиот театар, кој исто така Зевс ја оплодил семела земна жена, се раѓа детето Дионис, кому му си играл тој театар. И потоа е Светиот Дух ја оплодува Марија, без семено, и се раѓа вистинскиот спасител Исус Христос. Тоа е тоа пророчка уметност во македонската култура, но тоа се други теми. Силата Исусова во вашите срца, оставете ја Македонија, таа му припаѓа на Господ Исус Христос. Еден ден ќе треба да платите за тоа. Или како што апостол Павле им кажува на израелците, крвта ваша на главите ваши. Мир вам до Царството Божјо. Амин.